Во името на локалната самоуправа на општина Прилеп, да го честитам патрониот празник на основното општинско училиште Гоце Делчев Прилеп. Гоце Делчев е еден од најголемите македонски великани во борбата за македонскиот народ. Значајно име, денеска се навршува 115 години неговата смрт. Денеска обележуваме и два други настани, тоа е смртта на Пере Тошев, еден великан кој што потекнува од Прилеп, и 38 години од смртта на Јосиф Броз Тито. Овие три личности се великани во македонската историја кои што биле основоположници на македонскиот народ, луѓе кои што дале значаен допринос, и нивниот мотив треба да биде мотив на сите нас како идни генерации да дадеме значаен допринос во иднината, тоа е да обезбедиме сето она кое што се бореле тие за кои што ги дали сопствените животи, да не биде мотив за да има просперитет Македонија во однос на евроатлантските интеграции, се со една цел да обезбедиме економски развој на градот, економски развој на Република Македонија. Ние, нашата генерација, ја спроведуваме во дело Гоцевата мисла, ние го разбираме светот како поле за културен надпревар меѓу народите. Денешен ден е многу значаен затоа што се одбележуваат настани најзначајни во нашата македонска историја. Одбележувањето за Гоце Делчев, кој е генератор и оперативец, организатор на Илинденското востание, доследен револуционер и патриот за Македонија. Воедно и Пере Тошев, кој што е еден од најчесните револуционери, член на Централниот комитет на Македонска внатрешна организација. Денеска се навоѓаме во спомен куќата, музеј кој е многу значаен за нашата историја, особено за Прилеп. Исто така значајно е денешниот ден што се одбележува и за Тито, маршал Тито, председател на Сојузната држава Југославија. Ние во своје време како ученици, студенти и работни луѓе се сеќаваме на тие периоди. Тито е многу заслужен за македонскиот народ. Уште 1940 година на Загребската земска конференција призната е македонската нација и народ како составен дел на тогавашна Југославија, а постоењето и равноправноста на сите народи е потврдено 1943 година на првото заседание на АСНО.